Минусните температури удрија по срце во болните. Ординациите и болниците повторно се полни со пациенти кои се жалат на кардиоваскуларни проблеми. Ме занаса притисокот, срцето ме гуши. Навечер колку болки имам. И притисокот ми се мене, и вртоглавица имам. Болки во нозе и во краци, крчеви. Нога нешто, колено, рака повредена имам и затоа идаме по лекари. Само оваа недела над 80 пациенти со вакви и слични симптоми завршија во Штипската клиничка болница на преглед. Од нив најмалку 30 таму останаа на лекување, а дури 13 завршија со смрт. Зошто ладното толку му пречи на срцето? Знаеме дека ладното ги стеснува крвните садови, имат помалку доток на крв, оксигенацијата е намалена. Ако ова е вака, клучно прашање е како болните, но и оние што навидум се здрави да се заштитат од ладното. Пациентите треба да го избегнуваат ладното време, на саба или наутро да не излегуваат надвор. Може да излезат на пладне, кога значи ќе се појави подобро време, кога ќе има сонце. Но покрај тоа што треба да ги избегнуваат лошите временски услови, треба да внимаваат и на исхраната. Знаеме дека во зимскиот период барем така нашата популација е навикната јаде доста солено, јаде масно. Покрај ладното мора да се внимава и на исхраната за да бидат во подобра здравствена состојба. Инаку ниските температури беа причина и за повеќе работа на невролозите. Таму, откако почна последниот студен бран, се примени 32 пациенти со дијагноза удар и крварење.